Почитувани сограѓани, наш главен приоритет е образованието. За 12 години инвестиравме 12 милиони евра во училишните објекти. Инвестиравме буквално во секој училиште кое се наоѓа на територијата на општина Прилеп. Училиштата ги затекнавме како руини без ниту една инвестиција со децении, а денес имаат современ и европски изглед, денес тоа е гордост на прилепчани, на сите ученици, на родителите. И понатаму ќе продолжиме со инвестирање во образованието и нашата иднина, а тоа се нашите деца. За неколку недели ќе заврши изградбата на основното училиште во населбата Сточен пазар, кое ќе биде отворено за големиот патрон на градот Свети Никола и ќе го носи неговото име. Тоа е токму ова училиште позади мене кое што се гради. Уште 3 нови спортски сали ќе добијат основните училишта Кире Гавриловски Јане, Кочо Рацин и Блаже Коневски. Нова термофасада ќе добијат сите основни и средни училишта во градот и населените места за подобар изглед и енергетска ефикасност. Ќе направиме комплетна реконструкција на санитарните јазли во основното училиште Гоце Делчев и училиштето во Големо Радовил. Во сите основни и средни училишта дворовите ќе бидат претворени во парковски површини со зелени ботанички градини да прераснат во еколошки училишни дворови. Целосна реконструкција на подрачното училиште од Добре Јовановски во воената зграда Лазо Филиповски Лавски. Основните училишта Круме Волнаровски во Тополчани и Старо Лагово ќе добијат систем за централно парно грејење и комплетно партнерно уредување на училишниот двор. Централно парно грејење ќе добијат училиштата и во Мало Којнари и Големо Којнари, а исто така во објектот на основното училиште во Мало Којнари ќе се отвори и детска градинка. Комплетна санација на училишната зграда во Мажучиште и партнерно уредување на училишниот двор. Препокривање на училиштето Кирил и Методи во Канатларци, а ќе добие и ново повеќе наменско игралиште со балон сала. За музичкото училиште Ордан Михајловски Оцка ќе се набават нови музички инструменти, а нова теретана ќе добијат средните училишта Ѓорче Петров, Орде Чопела и Ристе Ристески Ричко. Во гимназијата Мирче Ацев ќе се изврши промена на останатиот дел на дворешната столарија, ќе се гради фудбалско игралиште со вештачка трева, целосно препокривање на училиштето, натрешна санација на дел од кабинетскиот простор, како и целосно партерно уредување на просторот позади училиштето. Целосна санација на стариот училишен објект во средното општинско училиште Кузман Јосифовски Питу во близина на старата железничка. Во средното општинско училиште Ѓорче Петров ќе се изврши санација на санитарните јазли и ќе се заврши со доуредување и целосно градување на училишниот двор, а Орде Чопела училиштето ќе добие нови парни котли и партерно уредување. Ќе се уредат просториите за практична настава во старата котлара, во средното училиште Ристе Ристески Ричко, како и санација на санитарните јазли и подовите од училниците и ходниците. Ке ги опремиме сите основни и средни училишта со современи нагледни средства, набавка на спортски реквизити, бесплатен интернет и систем за обезбедување за поголема безбедност на нашите деца. За секој првоодделенец ќе обезбедиме бесплатен училишен ранец и ученички прибор, а ќе субвенционираме униформи за учениците во сите основни и средни училишта на територијата на општина Прилеп. Инвестиции ќе имаме во градинките наша иднина, како што се промена на надворешната столарија и термофасади, санација на покривите, како изградба на 4 нови градинки во населбите Точила, Рит, Жабино Мало и Корзо. Ќе доделиме стипендии за најдобрите 5 студенти од нашата општина, селектирани по критериуми определени со правилник на општината. Прилеп е единствената општина во Македонија која има изготвено правилник за наградување на талентирани ученици и студенти. Ќе продолжиме и понатаму да ги наградуваме за успехот и освоените врвни резултати. Нова мултифункционална читална во центарот на градот, која ќе има капацитет од 100 до 150 места и компјутери кои ќе им бидат на располагање на сите граѓани. Спогодба помеѓу општината, бизнис секторот и средните технички училишта со цел продуцирање практична настава и продуцирање кадри кои ќе одговарат на потребите на домашните и странските компании. Затоа прилепчани ќе гласаат за дела, ќе гласаат за луѓе кои инвестираат и ќе инвестираат во образованието. Ќе гласаат за број 13, за образован и едуциран Прилеп.